Почитувани, добар ден или добро вечер, како сакате, уште едно издание на политичкиот магазин За или против и вечерва со мене Елена Марковска-Цветановска и на моје огромно задоволство почитуваниот Александар Пандов, председател на Патриотскиот институт на ВМРО ДПМН. Пандов, добро вечер, добре дојдовте од Крушево во Скопје. Оваа емисија ќе биде посветена на тоа каков празник имавме. Бевте дел од коњаницата која што тргна од Бигорскиот манастир, така па се упати и стигна точно во Крушево на ден Илинден. Како поминавте по пат, какви предизвици имавте, какво чествување на Илинден имавме оваа година, за се ова ќе зборуваме во продолжение. Задоволство ми е што сте тука. Ти благодарам за поканата. Дали може да започнеме со едно размислување, едно видување на Пандов каков Илинден имаше Македонија оваа година, а веднаш потоа ќе кажеме и кој е патот на коњаницата, нели? Како, од каде почнавте, како почнавте, што се случуваше по пат и како бевте пречекани? Да, повторно ти благодарам за поканата во твојата емисија. Каков Илинден, за жал, Илинден е национален празник на Македонија и на македонскиот народ. Илинден е денот кога, благодарение на двата Илиндани, оној во 1903 и 1944 година, ние имаме сега собствена држава и ние можеме кажеме дека си живееме во суверена Република Македонија. Секоја нормална држава прави се таквите денови да ги направи највеличенствени. Да луѓето се горди за извојуваната победа на нивните предци, затоа што луѓе и луѓе изгинале заради слободата која што јас и нашите гледачи во моментов ја уживаат. Илинден е, поготово кога е човек во Крушево за Илинден, тоа е свето место за секој еден македонец, за секој еден патриот. Чувството е возвишено, емоциите се на највисоко ниво, затоа што и ако сме ние повеќе 120 години беше од Илинден 2 август 1903 година, меѓутоа поготово мене како историчар ми се враќаат тие моменти и она херојство, она храброст која што имале во тоа време против таква империја, таква сила, да кренат со пушка во рака, да кренат и да тргнат да бараат слобода, правдини. Тоа, повторно ќе кажам, секоја една држава, дали е тоа Соединетите американски држави или Јапан, Русија, било која држава во светот, го чествува на најбогат начин, како да речам, сите институции државни се вклучени. Кај нас, ние гледаме, сведоци сме година за година, Елена, дека Илинден се чествува победно да не може да биде. Оно е као нешто кое што мора да го поминат, као нужно зло го чувствуваат. Се народна прослава без народ, таков е и насловот на вечерашната емисија. Така, одличен е насловот, затоа што јас имам 50 години и не сум бил можеби секој Илинден на Мечкин камен, меѓутоа сум бил број пати. И по правило колку и човек да не сака да ги дели работите, меѓутоа има огромна разлика кога е ВМРО на власт и кога е СДС на власт. И во оние крајни 90-ти години, кога, да кажеме, Љупчо Ѓорѓиевски бил премиер, јас паметам кога Мечкин камен бил препон со луѓе, кога имало горе над 20.000 луѓе. Јас како активен чинител тогаш во младинската организација, паметам како сум кампувал горе, сум логорувал и за сите нас тоа било доживување. Сега не тоа што го нема, него едноставно нема луѓе горе. Она што беа луѓе горе, ќе си дозволам да кажам дека тие луѓе пред себе проопозиционно расположени, само организирани да дојдат и сепак да одадат чест, нели, на самиот ден. Но државата не прави ништо да тој ден биде таков како што заслужува
да биде. Добро, ќе зборуваме, нели, како бевте дочекани, што се случуваше таму. Во вчерашната емисија исто бев домаќин јас, па споменавме со почитуваната Рашела Мизрахи за тоа дека во Крушево имаше и таков народ кој што беше дојден да си го прослави денот, најголемиот празник, денот на државата, меѓутоа беа разочарани, велат, па го немаме тоа чувство, нема чувство како да е најголемиот државен празник, нема музика. Јас дојдов овде да заиграм и да се развеселам, меѓутоа ме тргнаа на страна да не погледнам ништо и да немам некое чувство дека да се изгуби тоа чувство дека е најголемиот државен празник. Имаше, јас морам да те поправам, јас немав гледано, затоа што не сум во можност, со луѓе сум таму, а постојано немав можност да нити па сакам Таче Ковачевски да го гледам, меѓутоа мислам дека он на први вечерта на гумење имаше некое обраќање и мене, пошто собата ми беше на самиот пат кој што води на нагоре, некои 7-8 автобуси луѓе имаа донесено од Битола. Добро, но тоа беше вечерта, да. Вечерта, да се емитуваше и во живо на се имаше донесено, сакам да ти кажам, публика, за да не биде блам, да излезе таму на 5 луѓе и тие 5 луѓе да го извиркаат него. Си имаше нешто публика, веројатно активисти кои што се под договор вработени и ветувајќи им дека еве до избори ќе ви дадеме и полни решенија, ги имаа домакнато некој одреден број на луѓе, но тоа е исилено, тоа не беше природно едноставно. Никој не сака да оди да слуша некој политичар кој што пази, да се потсетиме, и премиерот, и било кој од актуелната ни власт, во честитките за Илинден, во повиците за Илинден, не го спомнуваат зборот Македонија. Они, зборот Македонија име као ерес, како нешто забрането, како некоја... А ние говориме за... Да, на логото повторно не беше напишано името на државата, какво и да е, која и да е. И меѓутоа во говорите оваа година се забележуваше користење на Македонија. Ете, како Македонија, а не како Република дрва и камења кои што не ние како ПРО-ВМРО, што тоа веќе имам, не ги ни чувствувам како конкуренција, нити па како противници кои што треба да ги зборува постојано човек. Меѓутоа обични луѓе. Аман тебе, нели, зборуваме за национален празник на Република Македонија. Еве, не го пишувајте, пишете Македонија, македонски народ, македонци. Немаше ништо од тоа. Во говорите, предпоставам, нешто испомнале, затоа што реално сваќаат дека со таквите настапи и кај самите своји поддржувачи прават штета. Може ли да почнеме од почеток? Ме интересира за коњаницата и верувам дека гледачите тоа ги интересира. Имавме опфатено тема во вестите, меѓутоа тоа е прилог кој што трае 2 минути и не може се да се опфати целиот пат на коњаницата. Тргнувате од Бигорскиот манастир. Така. Што се случува пред да се качите на коњите и да тргнете на долгиот пат? Прво види, Елена, секој еден кој што не бил во Бигорскиот манастир, јас топло му предлагам да отиде и да го види Бигорскиот манастир. Тоа е ремек дело. Јас да ги подсетам гледачите дека пред повеќе од 10 години, меѓутоа во владењето на ВМРО ДПМН и на Никола Груевски, по несреќен случај се имаше запалено Бигорскиот манастир. Тоа е направено до перфекција и со сигурност со огромна помош на Министерството за култура и на владата на Република Македонија. И ние треба да сме горди како македонци што го имаме Бигорскиот манастир, дополнително што е во полна функција. Мислам дека на 20 на 30 монаси има кои што живеат во Бигорскиот манастир. Сега во еден таков амбиент, во таа природа, вие во носи облечени, чувството е возвишено, е преубаво чувството и таму се започнува затоа што ние добиваме благослов таму од црковните лица, има молитва, и после молитвата пак, кога се завршува молитвата, тоа е како да речам, како обичај и секоја година тоа следува, се избира еден од коњаниците да биде предводник, односно се нарекува војвода тој човек, му се дава една као дрвен гердан, така да кажам, кој што до следната година ќе го чува кај него и наследниот војвода ќе му го предаде. Даваме заклетва,
истата заклетва која што сме ја гледале во Републиката во пламен, нели? Дека Пред ќе се ножот и бориме- камата, така да. така е, ги бакнуваме и потоа се качуваме на коњи и тргнуваме. Одиме до Јанче, каде што накратко се појадува и по еден исклучително, така да речам, стрмен и лош пат, каде што освен пешки и со коњ не може да помине човек. Мислам дека ниту со крос мотор не може да помине. Се качуваме до Галичник. Галичник како Галичник исто во сред лето е преубав, има таму едно локалче, мало разладување и многу е долга и првиот и вториот ден. Самите рути се доста долги, има долг период мора да помините на коњ за да се помине таа релација. Оттаму одиме до Соломуница, мислам дека се викаше Бачило, кое што е на врвот на Бистра. Тука се отвараат шатори, нема струја, нема вода, односно вода има, ама од чупурче онакво, каде што кој што се полнати по илата од таа вода. Тука се јаде, се прави и си легнуваме. Обично се седи нешто до подоцна, меѓутоа има една специфика, да речеме, мене ми е трета година поред да одам со коњаницата и значи трет пат спијам горе на Бистра. Факт, и предходните години било ладно. Бистра е, нели, 1800 метра е надморска висина таму кај што спиеме. Меѓутоа, и не сум ни дете, ја знам што да си земам со мене, да се облечам, да не... Цела вечер не можев да заспиам. На 5 минути разбуди се тресев, многу ми студеше. Помислив дека нешто од сонцето, дека нешто не сум добар, зашто толку ми студи. Од сабајлето околу 5:30 станувам, флашички што имаше Елена надвор, од вода како си пиел, нели си оставил, смрзната беше водата. Поилата беа смрзнати. Имам сведоци за ова, јас не го говорам, за да биде смрзната водата. Значи не било 1-2 степени надвор, не било ни 0, него треба минус 1, 2, 3 да биде. Сега, тоа се работи кои што си остануваат, нели, пак сега, ја ова не се жалам. Ако не сум бил, ја нема да сум знаел дека во Македонија на 28 јули мене може да ми се случи на минусна температура да треба... Па добро, ке нема ништо да раскажувате ако не се случуваат вакви работи на ако ги вистина, нема да. тие работи. Да, и она Имало предизвици секогаш, нели? Да. И она што би сакал да го потенцирам Може исто би имавте некакви ситуации ке ни потврдиш или не со животни, со не знам, проблеми можеби со коњите. Видиш, јас тоа сакав и на самиот почеток да кажам. Ние бевме, да речеме, така се нарекува нашата коњаница. Коњаницата во која што јас учествувам. Бигорски манастир, патот на Срешовото топче. И ќе кажам зашто е тоа така, но она што е најважно да потенцирам, од 42 тројца, четворица колку бевме коњаника и коњи, ниту еден, нити коњаник, нити коњ беше повреден. Некои ситни повреди, пошто се случува, ќе паднеш едноставно, ама не е страшно, ќе станеш, се случуваат такви работи, меѓутоа нити коњаник, нити коњ беше повреден. Зашто е името на коњаницата таква? Затоа што двајца монаси од Бигорскиот манастир, нели она чувено Срешово топче, две такви топчиња кои што биле горе за време на Илинден, они од таму се изработени и од таму ги носат по патов по кој што ние јаваме за 3-4 дена ги носат во Крушево горе. Затоа и го одите тој пат, така? Така, и ние затоа и го одиме тој пат. И од толку коњаника, повторно ќе кажам, се беше во ред. Немаше некоја исто онаа специфика која што исто сакам, од 40 и нешто коњаника, Елена, некој 7-8 се беа девојки, односно... Тоа сакав да споменам. Годинава видовме, ајде, можеби не многу, ама секако дека е зголемен бројот на девојки, на жени кои што сакаат да учествуваат во коњаницата. Онаа прекрасна фотографија која што се појави на социјалните мрежи со девојка на коњ. Навистина се тоа историски моменти и од тука ми се наметнува прашањето дали имаш чувство веќе дека кај младиот свет, кај младата популација повторно се пробудува на патриотско чувство и желбата за
Дефинитивно. за да се направи нешто за Македонија, па макар и на овој начин. Дефинитивно. Да, ние сме во апатија како држава, да, ние сме многу понижени, многу разочарани и сликата во Македонија е таква дека поготово младиве луѓе имаат кренато раце и од Македонија и од патриотизам, меѓутоа не е тоа така. Ја еве по пати што и во самиве учесници, меѓутоа и се останато што е пропратно, ги уверувам и гледачите и тебе дека има огромен број на млади луѓе кои што Македонија си ја сакаат, си ја почитуваат, ја познаваат македонската историја, ги познаваат ликовите кои што изгинале за Македонија и кои што треба да ги величиме и треба да ги честуваме нивните дела и се горди што се македонци и македонки и тоа влева надеж дека Македонија е жива, дека Македонија е вечна, дека Македонија има надеж, дека ова сега слика ние што ја имаме е само и само заради тоа што се СДС и дуи на власт, дека со Господ напред, дали есенва или до година кој ќе се промени власта, ова сето многу поинаку ќе изгледа. Ова е една прекрасна традиција на вистина, ќе се согласат и гледачите со мене. Меѓутоа, дали добивте некаква поддршка од државата? Не. Прво, дали побаравте? Да, Елена вака. Значи, супер. Зборувам и финансиска, нели? Тоа е многу важно. Сепак сте нели неколку дена на отворено. Вие на странец да му покажете или да му кажете дека од Скопје и од Бигорски и има конјаници кои што тргнуваат од Кичево, од Струмица, од секаде низ Македонија и меѓутоа сите нели го одат патот, спијат во шатори, велите под отворено небо. Треба некаква поддршка секако. Чекај, вака. Ти конјот чини пари. Ти да отидеме јас и ти да изнајмиме 2 коња на недела дена, никој нема да ни ги даде еј браво што дојдовте Александар и Елена, еве ви ги. Не, тоа чини пари тие коњи. Тие коњи јадат. Луѓето, носиите, значи цела таа организација чини многу. Сето тоа е направено на, како да кажам, на собствен ентузијазам, затоа што не се само конјаниците. Пази ти, за да сето тоа функционира, ние кога говориме, првиот ден го прераскажавме. Значи, цел тој ден и наредниот ден, нити струја има, нити вода има, нити еве да имаш пари во джеб, да седнеш ти негдека да јадеш или да продавница негдека да купиш. Имено, вториот ден е од тоа бачило преку едно друго бачило доаѓаме до Кнежински манастир. Меѓутоа на Google Maps да видиш какав е тој пат, тоа е буквално преку цела Бистра. Сега, што ми е поентата? За сите тие луѓе, значи 50 на луѓе колку што сме во зборувам само оваа конјаница, а има пак ќе повторам и други конјаници. Да, конјаницата од Лиси чисто имаше информација пред да тргнат на пат дека не добила поддршка финансиска од државата, Министерството за култура не им помогнало. Они би биле најстрекни, СД сега би било најстрекно да не постои конјаница, да нема таква работа, Добро, но ги видовме на конјаница, ќе позборуваме подоцна да не. Ќе ги искоментираме подоцна. Меѓутоа сакам да кажам, знаеш, тоа го има секаде. Има, да речеме, и во Франција, и во Англија, и во Холандија, и во Белгија, во Америка. Помали битки кои што биле, па прават, ги облекуваат луѓето од друга страна, прават као имитација на тие битки. Сето тоа е во традицијата на тие држави, затоа што се свесни дека е многу важно државата да го подигне патриотизмот на сопствените граѓани, да чувството на љубов према татковината е ненормално големо, ненормално важно за да таа држава биде многу пофункционална, поперспектив. Сега кај нас, пак ќе ти повторам, нешто нема, него едноставно чувството кај мене оваа година за волја на вистина и беа покоректни и полицајците и горе цел тој протокол. Меѓутоа јас паметам лани преклани реално да можеа да не бутнат таму надоле, да не уопште им се појавиме горе, најстрекни ќе беа. Па дури сме имале ситуации, меѓутоа повторно на крајот кај нас постои тоа дека доаѓало до ситуации дали да се isпродефилира горе. Знаеш, ако веќе некој чувствуваш дека до толку те неќе, викаш
во ред, еве, ке не нема горе. Но не се случи тоа за среќа. Традицијата е и кога зборуваме ние за традиции, ние треба како држава и како народ да се научиме дека тие традиции ненормално е важно да ги негуваме ние и да ги задржиме како такви. Зошто велиме дека е традиција? Затоа што големиот Борис Мејковски пред 45 години со двајца другари браќа Стефковски, као македонски патриоти, почувствуваат порив. Едноставно, во чест на делото на илинденците, се качиле од Долно Лисиче на коњи, во рок од 3-4 дена стигнуваат во Крушево и после сето тоа е историја. Наредната година, повторно. И јас сум сигурен, Елена, јас ќе направам се во едно време и мислам, ова ти го одговорно го тврдам дека е така, дека партијата ВМРО-ДПМН со јас верувам, сум 100% сигурен дека и иден премиер ќе биде председателот на партијата Христијан Мицкоски, како човек кој што е исклучително голем поддржувач на конјаницата. Јас за потсетување на гледачите, а и твое, он и на конјаницата на Бигорски манастир, секоја година доаѓа во населеното место во село Вранештица, каде што не посетува, седи со нас и поминува одредено време, а и при тргнување на конјаницата од Долно Лисиче, исто така председателот Христијан Мицкоски обавезно оди таму во, мислам дека црквата Свети Петар и Павле се вика во Долно Лисиче, они од таму тргнуваат и тоа е гаранција, меѓутоа и јас имам разговарано со председателот дека ние како партија во идно време ќе направиме се ово да го дигнеме на највисоко ниво, Елена, што подразбира дека ќе си останат овие конјаници, меѓутоа веројатно убаво ќе им биде и налуѓено во Штип, и во Струмица, и во Паланка, и во Велес, и во Куманово, и во Гевгелија, и во Битола, и во Прилеп, и во било кој град од Републиката, во тие денови да имаат барем 5 конјаници кои што ќе тргнат, ќе продефилираат во нивните градови и како реки ќе се спојуваат на крајот сите и така заедно влегуваме во Крушево. Тоа не е сега само оваа година, него секоја година на назад. А ние имавме барање поднесено до Министерство за култура, како и да се вика оваа министерка. Имав зборено и со Гоце Бозо, така се вика предводникот на Лисичанската конјаница. Немаше разбирање од Министерство за култура. Нека нема, еве, ние се финансиравте сами, да, тоа е тоа. Ние се снаоѓаме и без помош од Споменавте дека во вториот ден стигнавте до манастирот во Кнежево, така? Кнежино. Да. Тоа е на 10 километри од пред Кичево. Тоа е преубав манастир, иако ние претходните години спиевме во манастирот, меѓутоа оваа година премногу бевме и се реновираат таму собите, така. Да, тоа ми е прашањето, како реагираат луѓето кога ќе ве видат? Како да објавуваше многу интересни видеа на социјалните мрежи, на вистина со така одлични реакции на мештаните, каде и да застанете. Многу има силни емоции. Луѓето во буквална смисла на зборот со солзи во очи не пречекуваат, едноставно пресилни емоции има. Малку ќе кажам дека им е мило што не гледаат. Со песни, со ора, со музика, со националното знаме, со сонцето од Кутлеш, со државното знаме. Сите се облечени во мајци со македонски национални символи. Преубаво е. Мислам, сето тоа вас ви дава сила да најголем за мене, барем за мене, а верувам дека и за останатите конјаници, непријател е времето, сонцето едноставно, затоа што многу време поминуваш на сонце и е многу топло. Тебе ти е топло, дополнително и самиот коњ се... Да, и сигурно и животното е нервозно. Па се поти едноставно и он од него тече вода. Мислам да го видиш вака, јас не сум знаел дека толку се поти, ама се потат. Сето тоа е многу е топло едноставно во дадени моменти, меѓутоа сето тоа еве ова што го говорев.
кога ќе ги видите вие луѓето, колку се насмеани, колку им е мило што во дадени моменти само ќе бидат дел од конјаницата, вие немате гајле едноставно. И третиот ден стигнувате веќе во Крушево? Вториот ден, значи, од Кнежино, од Кнежино одиме низ Кичево, и во Кичево местното население не причекува. Имаме во црквата, во центарот на Кичево имаме исто така благослов и молитва. И од тука одиме за преку Староец, така беше, да, до Вранештица. Застануваме одреден период и во Едново, и во Вранештица, и преспиваме. Таму е местото каде што доаѓа претседателот на ВМРО-ДПМН, и тоа е исто голем чин за нас, затоа што поддршката од него е за нас многу значајна како таква. Таму и се спие исто во шатори, или во самиот манастир, или во непосредна близина, тука се коњите. Веќе наредниот ден преку Вранештица одиме за Цер. Цер е местото каде што загинува Христо Узунов, и тоа е, кој не бил исто така, јас топло му предлагам да појде. Христо Узунов е еден од војводите кој што после Илинденското востание, најголем дел после Илинденското востание замира борбените действија, замираат до толку не е самата организација не е до толку активна, меѓутоа Христо Узунов не го напушта местното население и активен е со својата чета. 1905 или 7 година е убиен во село Цер со својата чета. Негово е она писмото во кое што му пишува на својата мајка дека да, он ја почитува како биолошка мајка него, дека он сепак многу повеќе ја сака и е подготвен да го даде животот за неговата главна мајка, тоа е мајка Македонија. Тука се положуваат цвеќе, и не само тоа, кај Христо Узунов е секоја чест на уметниците кои што ги правеле неговата скулптура и сето тоа како е направено. За мене е еден од најмонументалните споменици на паднати револуционери, херои што ги има низ Македонија. Преубаво е тоа сето, и за секој еден македонец патриот е место кое што треба обавезно да го посети. Тука полагаме цвеќе, и од Цер се оди преку Пуста река и Долно Дивјаци, идеме до Слива, пошто од задната страна доаѓаме на Крушево, одиме до Слива, таму исто зборуваме за битката, затоа што знаете како е, и тоа е многу важно. Што повеќе си ја познаваш својата татковина, што повеќе ги знаеш тие места, затоа што кога ќе видите споменик треба да знаете зашто е тој споменик таму, а за цела среќа во нашата група има луѓе кои што ги знаеме настаните кои што се случувале, и се мени историски час, се кажува што било како било. Сега, битката на Слива, тоа е, пак ќе речеме, на задната страна на кај Преображение, манастирот на Тоше Проевски која се оди. Тука е тој споменик, е подеднакво исто голем, дури одредени број на крушевчани велат дека и поголем од битката која што е на Мечкин камен. Никој не ја минимизира битката на Мечкин камен, меѓутоа оваа битка е маце, и таа битка кај Слива, затоа што подеднакво и таму се некои 30-40 млади луѓе. За жал, ние немаме современици кои што запишувале точно кој бил, што било едно друго, и сите имиња и презимиња ги немаме од тие луѓе, но од преданија, од кажување дека неколку дена претходно, да речеме, еден дел од тој настан е дека се верат дечко и девојка, и дека девојкава не сака да го остави дечково сам, и седи она на таа битка, и она загинува, двајцата загинуваат гушнати на битката кај Слива.
Од таму се симнуваме до Крушевското езеро и таму ни е последна локација. Таму е на 31 јули сме фактички. Истиот ден се спојуваме со сите она што околу 5 сатот се спојуваме со останатите, со конјаницата од Лисиче, од Кичево, од Битола има една помала група, некои 5-6 момци доаѓаат посебно. Има голема група од Битола, 20 на конјаници со нас што јаваат од Бигорски манастир. Сите ние се спојуваме, сега оваа година, пак ќе повторам, дека 100 конјаници бевме, се дефилира низ Крушево, се оди горе до Гумење и наредниот ден исто така има дефиле, со тоа што во наредниот ден сме во Носи и задниот ден е Мечкин камен. За што се случуваше на Мечкин камен годинава, но и за пораките ќе ги прокоментираме кои што ги дадоа политичките лидери од Мечкин камен, од Пелинце и од Скопје. Нешто за неколку минути, значи веднаш по рекламите, одиме со реклами, почитувани, останете тука, се враќаме веднаш, имаме уште многу за што да зборуваме. Добре дојдовте назад. Вечерашен мој гостин Александар Пандов. До сега зборувавме за конјаницата како поминавте по пат и стигнавме до денот на големиот македонски национален празник Илиндан. Како конјаницата оваа година беше третирана? Во една изјава што ја снимавме ваша, мислам дека точно од ЦЕР се јавивте за вестите на Алфа, кажавте дека последни ќе се поклоните. Да. Таков бил протоколот и агендата на владата. Да, Елена, јас кога би се прашал, конјаницата горе на Мечкин камен би имала многу позначајна улога. Јас и кога не сум бил конјаник, не дека не сум сакал да слушнам кој политичар што ќе каже горе, меѓутоа реално со овации секогаш биле пречекувани конјаниците. Веројатно идеолошки е, не знам каква е одбивноста која што актуелната власт ја има према конјаниците, улогата која што ја има сега е, пак ќе речам, ставена на маргини. Меѓутоа, и покрај тоа, и она малку луѓе кои што, да речеме, еви годинава беа горе, со аплаузи, со скандирања, немаше некој таму кој што не скандираше со нас никогаш Северна, само Македонија. Немаше некој која ќе има некој од конјаниците за кого за Македонија, за кого за Македонија, за кого за Република Македонија. Тие луѓе кои што беа таму присутни, сите во еден глас скандираа со нас. Ако ние запееме проклети се предавниците, сите луѓе таму кои што беа присутни ја пеат исто песната. Чувството е подеднакво исто кај сите луѓе. Она што не го имаат тоа чувство, што го немаат, ја немаат таа емоција, тоа е само актуелните властодржци кои што се само не се народна власт, овие се такви какви што се, пак ќе речам. Еве се појави и не знам дали го видовте и моментот. Знаеш како, јас години назад не можеш ти на луѓето да им го наметнеш тоа едноставно, кога ќе има поголем број на луѓе, не можеш тоа да им го наметнеш за кого да плескаат, а на кого да свирнат. Кога се појави председателот на ВМРО, да помене лидер на опозицијата, председател Христијан Мицкоски, со висока партиска делегација, сите луѓе таму плескаа. Кога се појави некој министер сакам да кажам, Талат Џафери кога се појави, беше предводник на делегацијата оваа година, со владени представници и министри. Меѓутоа се слушна по некој свиреш, се слушна некој УА. Добро, да, објавивме медиумите, пред камерите на медиумите се слушна, да. Ете, така е. Да се појавеше Стево Пендаровски или, како се викаше, Таче Ковачевски, сигурно тоа уште громогласно ќе беше. Тоа ви е вас репер како луѓето гледаат на таа работа, меѓутоа јас сум еве во првиот дел од емисијата го говоревме тоа, јас сум сигурен дека по промената на власта дека работите многу ќе се сменат и во
во поддршка, државна поддршка, затоа што нас, повторно ќе речем, тоа е национален празник, на нас ни е во интерес на секој еден да тоа што поспектакуларно изгледа горе. Ако во тоа помагаат конјаниците, ако и претходните денови, они помагаат во подигнување на таа национално чувство, на тоа патриотско чувство, тогаш државата треба да помогне. Сега државата тоа не го прави, во едно време тоа сигурно ви тврдам дека ќе биде направено баш онака една од најголемите настани кои што во текот на годината се случуваат. Ние деновиве па као за инат читаме за какви не, иако ете, ја не велам дека албанците или било кој не треба да си има свои настани и дека државата не треба да помогне. Меѓутоа не може за било каков настан државата да има и онака и со две раце да дава пари, а за ваков настан, као што е за Зборувате Илинден... за Арберија, за фирмата која што е ангажирана од... На Артан Груби фирма, на Артан Груби, која што му била омилена фирма и на него и на Дуи. И годинава доби тендер за организирање на денот годишнина од рамковниот договор. Ете, и за тоа пар стотина илјади. А за ова нема ништо. Не може тоа така да биде. Нешто не може, нема да биде тоа така. Чувствувате ли дека добивте конкуренција оваа година на Илинден? Не. Се појави една фотографија на социјалните мрежи, да објасниме дека беше монтирана така. Вие до Миле Зечевиќ, генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз. Јас не го познавам тој прв пат. Мислам, не го имам вака во живо видено Миле Зечевиќ. Со таа конјаница нели се пресретнавте на Крушево? И сега тоа ако се нарекува конјаница, знаеш, секој човек што ќе се качи на конј, тоа не е конјаница. Уште помалку е конјанички марш. Тоа што го имаа направено е, како да кажам, барем така имаа напишано, сега дали вистински изјавале толку, тоа е 1 километар и пол од езеро доле во Крушевското езеро до еве кај што говоревме споменикот на Слива, тоа е километар и пол. Толку е тоа јавање. Конјаницата, јас што ја поминуваме, над 200 километри јавање имаме ние. Елена, за пат сега ти види и не може види сега, знаеш што е суштина. Патриотски нарав во СДСМ. Ма каков патриотски? Пак да се повториме, не можеш ти да конјаник нешто за 2 август, да немаш ништо Македонија да го немаш. Зборот Македонија да не го употребуваш. Ни мајчка да имаш Македонија, никаква ознака да немаш Македонија. Они ако сакаат да бидат конјаници, никој не им брани на нив. Меѓутоа, они не треба да се грозат од нешто ќе те питам бабо. Они ја забрануваат таа, нели? Не смееле децава да ја учат нешто ќе те питам бабо ако ја пее некој, или Бисер Балкански, или било која македонска песна, кај нив, тоа е као да слушате не знам што. Едноставно, тие луѓе во годиниве докажувајќи им и виткајќи ја кичмата што викаше Заев, или како он пророчки кажа, СДС не им личи да бидат патриоти, тие го избришаа зборот Македонија. Тие се обидуваат било какво историско минато кое што го има Македонија, да не евентуално им попречат на грците да не ги навредат нивните чувства или на бугарите, газејќи ги при тоа нашите македонските чувства. Тие луѓе и тие млади луѓе, тоа млад човек не може да го прифати. Тие млади луѓе кои што 5-6 колку што биле тоа вчера или завчера кога се појави таа фотографија, тие немаат ни и од идеологија. Тие немаат ни П од патриотизам. Тоа не може млад човек да го гледа тоа дека му се случува и да ги поддржува тие работи. За жал, веројатно само поведени од лични интереси
има и такви луѓе кои што ете се уште се активни во тоа СДС. Аха, а треба ли државниците во Македонија да одржат државнички говор токму за Илинден и за празникот Панели, 79 години беше одаснам, да подсетиме. Ве прашувам затоа што Талат Џафери од Мечкин камен, Димитар Ковачевски од Калето, Стево Пендаровски од Пелинце ги поистоветија илинденците со уставните измени. Зошто тоа го поставивме како теза? Затоа што низ говорот можеше да се забележи дека нели насоките одат натаму. Постојано се споменуваше иднината на Македонија во Европската унија, ќе се иселеле младите ако не го направиме оној клучен чекор кој што е пред нас, без директно спомнување на уставните измени, меѓутоа се некако така се насетуваше. Ке се согласите со мене и зошто е тоа така? Дали можеби малку треба да се нели подржавнички говор, сепак е државен празник, бидејќи па следното прашање ми е за Бугарија, па ќе ви представам таму како се одбележа празникот. Види, Елена, ние имаме, тоа е една матрица која што имаат они. И сега уставни измени, не знам, Армагедон ќе се случило ако не поминале уставните измени, ако Бугарија не биле внесени. Не е тоа точно. Македонецот и Македонија во моментов немање правда и правдина е број еден нешто што ги мачи. Немањето на исти услови на надпревар кај младите луѓе и имањето на повластена каста на СДС и на ДУИ ги тера младите да се заминуваат. Немањето на безбедност, немањето на перспективност, немањето на сигурност за да развиваат тука семејства ги тера младите луѓе да заминуваат. Не е тоа што ЕУ као ЕУ, па ние, не знам, ке сме почнале преговори и се ке било во ред. Македонија може да биде во ред само и само ако има нормална власт. Ако има луѓе, патриоти, под патриоти и не подразбирам како ја и ти са што се сликнавме со дека мораме ние капи, не знам какви комитски или војводски или не знам што него честни луѓе кои што си ја сакаат татковината и кои што на оние места кои што се поставени ќе направат се да направат подобро таа институција, таа агенција, тоа министерство, собрание, не е важно што, да функционира. Да институциите почнат да функционираат. Ние сега имаме онакви институции, имаме доверба во тие институции, онаква каква што имаме на ниво на статистичка грешка. Тоа е она кое што смета, а не уставните измени. Уставните измени нас нема да не направат нити побогати, нити посигурни, нити постабилна како држава. Добро, но според владеачката гарнитура тоа не е билет за Европа. Не е тоа билет. Таков билет 30 години има Република Турција. Србија и Црна Гора 90 години имаат започнато преговори. Што е се сменија ли тие држави? Се смени, да, Србија затоа што го има Александар Вучич као председател и направи се таа држава да просперира. Меѓутоа, тоа не е благодарение на ЕУ, не стана они полноправни членки на ЕУ, за да им се градат автопати колку што им се градат сега или да се гради Белград и секоја една друга општина во Србија. Не е Србија членка на ЕУ, нити па Црна Гора и Македонија секако дека и ние како граѓани, веројатно и ти, и јас, сакаме и посакуваме, но тоа треба да биде пред се и над се ние самите во рамките на државата, ние самите треба да ги смениме и институциите и навиките на луѓето како да функционираат во тие институции и агенции. Сега функционираат онака како што функционираат. Не си алудирате тука и на корупција, така алудирате на корупција. Не си работат. Пораките од меѓународната заедница, да, тоа е најголемата забелешка. Криминалот и корупцијата во државата. Они за тоа за што земаат плата не го прават. А од друга страна, за мене ако не е корупција тоа што е, кога ќе видиш дека има по сите основи сомнение дека има некдека криминал, а никоја државна институција си ја префрлува топката од вамо онамо, не превзема никаква
акција, нема ништо, нити обвинителство, нити полиција на Оливер Спасовски, нити агенција за национална безбедност, нити ги имаме еден куп финансово разузнавање, финансова полиција, што немаме ние како држава. Меѓутоа тие институции не функционираат. Тоа е она кое што Македонија ја влече надоле. Јас сум и повеќе од оптимист, јас сум повеќе од сигурен дека по промена на власта и Македонија и македонците ќе видат дека со нова гарнитура сето тоа може поинаку да изгледа и ќе функционира сето тоа поинаку. Споменавме дека по 2 децении Софија на 2 август го одбележа Илинденското преображенско востание. Со највисоки воени почести председателот и премиерот испратија пораки дека зад востанието стојат, како што велат, македонските бугари, а нивната цел била присоединување кон Бугарија. Во ист контекст говореше вчера и премиерот Денков, кој воопшто не спомна македонци, туку за нив користеше термин бугари, представувајќи го Илинденското востание како чисто бугарско востание. Може да еден коментар околу овие провокации или се, не знам како ќе ги наречете вие. Види, ние не сме нормална... Сепак, по 2 децении се случува ова, нели? Ние не сме нормална држава, Елена, за жал. Било која друга соседна држава, може би дипломатска нота и малку ќе биде, многу поголема и пожестока реакција би имала од државата, ако некој во корен, ние говоревме дека тие се двата главни столба, првиот и вториот илендер на Македонија, ако некој тие два столба ви ги подрива и ги присвојува уште што е полошо. Со самото тоа, тие присвојува и историјата, и идентитетот, и се што значи Македонија и македонец. Ние навикнавме, отрпнавме за жал, веќе кај нас нивото на како да речем, на отпор према тие работи, према поготово бугарине, е до толку веќе ниско да што и да кажат од таму, за нас е, па бугари се, они тоа го говорат. А и пред тоа, она е лошото, што нема реакција од државата, нема нити Министерство за надворешни работи. Едно е како поминува сето тоа кај граѓаните, а друго е државата како ја води надворешната политика. Токму тоа, затоа што ние веќе не очекуваме османи дека нешто ќе реагира. Нема шанси. Тоа така србине да ги негираат албанците, или и во Косово, и во Македонија, да видиме дали Османи не би реагирал. Меѓутоа, он апсолутно му е неважно, веројатно и си се смешка интимно, кога бугарине плукаат. Тоа е плукање, тоа е уринирање врз нас и врз нас како македонци, и нашата држава и нашата историја, нашиот идентитет. Тоа им е дозволено сега на бугарине и тоа они пред се и за внатрешна политика обилно го користат. Не постои таму политичар кој што на прва нема да истури куп гадости, нема да искаже кон Македонија и македонската историја, но тоа ќе се смени. Во идно време јас ви гарантирам дека по промена на власта, дека тоа нема да тој однос на Бугарија они може така, но реакцијата на Македонија према нив сосема поинаку ќе биде. Затоа што на крајот од денот ние, пази, сме суверена држава. Ние ги имаме сите институции, ние не сме протекторат па да чекаме некој да ни даде сигнал да реагираме или не реагираме. Овие наши не реагираат едноставно. Тоа е као, не знам зашто е така. Не знам зашто, знам. Едноставно се корумпирани. Они одат на тоа. Актуелната власт, знаеш како е, Елена, не гледа на нас како граѓани да не заштити. Они гледаат одредени странски центри да не им забележат. И одејќи по таа линија, они не реагираат, оставаат се ова вака да биде како што е. Добро, но граѓаните реагираат? Реагираме и ние, нешто реагираат. Потврда за тоа секако се и анкетите кои што излегуваат во изминатиот период, и не само за дека ВМРО ДПМН ќе победи на избори доколку има утре, не ми беше тоа поентата, туку поентата ми е дека на прашањето од кого се најразочарани и кој е најголемиот проблем на државата, тие сметаат, огромен е процентот кој што сметаат дека Бугарија во моментов е најголем проблем за
Македонија? Да, Бугарија не е голем проблем. Според мене СДС и ДУИ се најголемиот проблем. Јас имам увид во анкети, да, бројките се страшно добри за ВМРО ДПМН, страшно лоши за СДС. Но мене и да не ги погледнам анкетите, поради можноста да излегувам на дебатни емисии, на политички емисии, активен сум по социјалните мрежи и ме препознаваат луѓето на улица. Јас било кај да се појавам, ми приоѓаат луѓето и никогаш мене досега не ми се случувало до толку да критички и со погрдни зборови ги коментираат актуелните потези на актуелнава ни власт и да даваат онокава максимална поддршка на политиките кои што ги води претседателот Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМН. И од тука јас сум 100% уверен дека кога и да бидат изборите, не многу на малку, 3 многу, а на едно малку ќе биде. Само прашањето е времето кога ќе биде тоа, дали сега на есен или на Имаме уште пролет. некои 2-3 минути до крајот на емисијата. Ме интересира вашето размислување. Што не очекува, што ја очекува Македонија после 18 август и седницата? Зошто кажам 18 август? Веќе е за сите, мислам дека познато. Седницата е закажана тогаш за изгласување на уставните измени. Ставот на ВМРО ДПМН е кристално јасен, чист, дека нема да гласаат и што потоа? Види, може Барате избори, тоа е јасно. Да. Ковачевски вели нема шанси сега избори, ќе си одиме на редовни избори. И што ќе се случува со Македонија? Не сметате дека ќе бидеме во една тампон зона во која што не знам што може да се случува? Або каква сме сега? Што е сега различно? Елена, што е различно? Демек сега нешто во прогрес сме ние, ептен се развиваме, се гради на сите страни, не можеш да поминеш нега па добро, значи сепак сакате да ми кажете дека ќе чекате да дојдат редовните избори. Не чекаме ние се бориме за да дојдеме, меѓутоа не можеме насилно да ги собориме. Ние на сите политички алатки кои што ни стојат на располагање, ќе гледаме да предизвикаме предвремени избори. Меѓутоа за да дојдеме ние до тоа, сепак 61 пратеник во собранието треба да кренат рак. Односно да стиснат зелено копче за пат на само распуштање на собранието. 61 или повеќе. Дали тоа ќе го постигнеме ние и ќе предизвикаме предвремени, би било одлично. Ако не го направиме тоа, во март, април месец се редовните. Јас, чисто и за посетување, ние, ако имаме редовни избори, 100 дена предходно ќе имаме и техничка влада. Тоа што значи дека ние веќе кај нова година, веќе ние ќе влеземе во тие предизборни, така да речем, активности. И тоа не е добро. ВМРО ДПМН им предлага, луѓе, не ни треба таква техничка влада, не ни треба ништо од тоа, дајте да идеме на предвремени избори, ќе се смени законот, можеме да излеземе во октомври на избори. Они прават се, Елена, да ден, 2 дена, месец, ако можат подолго да останат, затоа што јасно им е и на ДУИ, и на СДС дека после изборите нема да бидат веќе во власта и дека ќе има радикални промени едноставно во однесувањето на институциите према политичарите. Ќе биде интересно во периодот кој што следува, затоа што, како што велите, да има избори, ВМРО ДПМН да победи на тие избори. Тоа може и ништо да не значи, затоа што се случувало и до сега, нели? ВМРО ДПМН да победи на избори, па да не може да формира влада. Велите дека нема шанси да коалицирате со ДУИ. Ќе биде интересен период за Македонија. Види анкетите преска ги спомнавме. Безмалку нема, а во зависност од тоа која анкета ја гледате, безмалку ја нема, а некаде и зборувам сега Беса, Алтернатива и Огнената група, како сега мислам дека и веќе добија имејли. Да, демократско движење некако нема држата за збор, да. Кога ќе ги соберете нив, они имаат повисок рейтинг од ДУИ. И јас само ќе те потсетам дека оној кој што мисли дека е онака случајно тоа што Рамис Мерко доби
е ставен на црна листа како активен дел од председателство, им беше еден од главните столбови на тоа ДУИ и актуелен градоначалник на Струга, дека е тоа случајна работа, тоа не е воопшто така. И мене нема да ме чуди во идно време повторно одреден функционер на ДУИ биде поставен повторно на црна листа. ДУИ во минатото играше на таа карта на исполнување на одредени барања на такви странски центри. Тие странски центри сега веќе ДУИ не го гледаат као фактор на било каква стабилизација, напротив, као фактор на дестабилизација, затоа што толку е времето, мораме да се одјавуваме. Готово. Да, Така те е, молам само благодарам за еден, Ти благодарам за крај за... една порака до граѓаните, ете поврзана со Илинден можеби. Да бидат горди што се македонци. Македонија има една од највеличинствените, многу крвави, меѓутоа многу величинствена историја. Ние треба да бидеме горди што сме македонци и што сме имале такви предци. Треба да си ги чествуваме, треба да си ги негуваме и треба да правиме се да и ја пренесеме таа традиција и таа историја и на младите луѓе да бидат исто така горди македонци. Пандов, ти благодарам за гостувањето вечерва во телевизија Алфа. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието. Останете и натаму на оваа фреквенција. Од мене пријатно.